Наред е Павловата проповед во Атина, дела 17 глава. Кратко зборувавме за неја на библиската поука минатата сабота. Иако за жал нема време да се каже многу што подетално во врска со овие теми на самата библиска поука. Бидејќи библиската поука има 13, максимум 14 саботи, а делата на апостолите има 28 глави и треба се брза со тие глави. Не може цела една глава да се проучува во поголеми детали. Па да се подсетиме, да се вратиме на дела 17 глава. Ке почнеме да читаме само проповета, значи ке почнеме само во Атина, ке се префрлиме веднаш, ке почнеме да читаме од 14 стих, значи после верија. Тогаш браќата го испратија Павле да оди кон морето, а Сила и Тимотеј останаа таму, значи во верија. Оние што го придружуваа Павле го доведоа до Атина и се вратија со заповед од него до Сила и Тимотеј, значи се вратија во верија, со порака да дојдат и тие поскоро кај него. Значи Павле сам пристига во Атина, на почеток сам се наоѓа таму, чекајќи ги Сила и Тимотеј да дојдат со него, но една ситуација не му давала многу да чека. Да чека во мир. Не можел долго да чека во мир. Да биде неактивен. Тој планирал да биде неактивен. Да биде пасивен, да чека додека дојдат Сила и Тимотеј. Како што и Христос не сакал мисионерите да одат сами, туку секојаш барем двајца, барем во придружба со уште некој. Меѓутоа една ситуација не му давала на Павле, иако се уште сам, да биде пасивен долго време. Која била таа ситуација? Нешто што во Атина и ден денес постои. Особено во старите наслоби во близина на Акропол. 16 стих. И додека ги чекаше нив во Атина, духот на Павле се вознемируваше, гледајќи го градот полн со идоли. Полн со идоли. Статуи. Уметнички извајани голи тела. И машки и женски. Некои од нив се уште во Атина може да се видат во специфична еротска поза. Идоли на кои што барем тогаш им се клањале, им принесувале жртви, се изработували и во помали димензии, како во Ефес, да може да се купат за сребро и да се носат дома како амајлија, како заштитник на домот, на дуќанот, на професијата, занаетот и така натаму. Нешто што и денес постои. Во малку по-различна или по-слична форма, сеедно. Суеверија, сувенири, амајлии. И ден денес постои, нели? Може би не толку изразено, меѓутоа да се префрлиме малку во тоа време. Замислите еден евреин, како што бил апостол Павле, воспитен уште од мали нозе во строгоста на законот, па во младоста припадник на фарисејската следба,
па дури и член на Синедрионот заради неговата ученост подоцна. И сега одеднаш да се најде во старата древна паганска Атина. И се разбирам, нема да помине многу време, а да не се вознемири. Тоа може и со сигурност да се предвиди такво нешто. 17 стих вели: и тој расправаше во синагогата. И во Атина имало еврејска синагога, замислете. Последен пат бев таму 2014 година, но предходната година, 2013, кога бев таму да се сретнав со некои студенти од Ендрус, што ги познавав, а со нив беше и Ранко Стефановиќ, па тогаш се запознав и со него. Секен кога он ја праша жената што служеше како водич за студентите, гркинка беше таа, дали, бидејќи Библијата споменува дека во Атина имало синагога еврејска, дали постојат археолошки остатоци, дали се знае за некое место, некоја локација каде што била таа синагога? Одговорот беше не. Значи, до ден денес не се знае каде би можело да се наоѓа или каде се наоѓала таа еврејска синагога. Меѓутоа Павле расправаше во синагогата со јудејците, вели. Значи имало јудејци, за да има синагога, имало јудејци таму. Како што имало и во Македонија и секаде. По диаспората. И со побожните, значи оние незнаборци кои што биле привлечени кон јудејската вера, не биле се уште прозелити, не се решавале на обрезание и обврската да го држат целиот закон, но биле побожни, биле привлечени кон израелскиот Бог, кон старозаветната вера, и тие секоја сабота ја посетувале еврејската синагога. Со нив, значи, во синагогата, иако не се кажува, може да се претпостави дека тоа било само во сабота, а секој друг ден или секој ден на плоштадот со оние што ќе ги сретнеш, со останатиот претежно пагански свет. И сега внимавате како се однесуваат тогашните, како што Елена Вајд ги нарекува, атински мудреци, нешто слично на денешните доктори по филозофија, теологија и останати учители исполнети со гордост. 18 стих конкретно ни вели: а некои епикурејски и стоички филозофи, значи споменуваат две конкретни филозофски школи, кои што постоеле на многу места во Стариот свет, не само во Атина. И Епикур, основач на епикурејската филозофија, и Зенон, основач на стоичката филозофија или стоицизмот, биле древни грци по потекло, ахајци тогашни. Овде вели: а некои епикурејски и стоички филозофи почнаа да се препираат со него, со Павла. Како тоа се случило? Апостол Павле, да објасниме малку по потекло, бил, се разбира, евреин, самиот се нарекува дури евреин над евреите, последните до филибјаните. Или на турски кажано баш евреин. Меѓутоа, не се родил и не пораснал во Палестина, во матицата на израелскиот народ, туку и тој бил од диаспората, конкретно од Тарс, денешна Киликија, во Киликија, денешна Јужна Турција, Карши, Кипар, југоисточна Турција, поточно. Тој град бил познат, меѓу другото, Тарс бил познат по тоа што во него
имало и представници на овие две. Веројатно овие две биле најдоминантни филозофски правци во тоа време. Епикурејската и стоичката филозофија. Би можел да потрошам многу време да ви објаснам што било епикурејството, а што бил стоицизмот, меѓутоа не се тие толку битни. Важно едноставно да знаеме, се работи за две пагански филозофски учења и погледи на свет. Во кратки зборови, епикурејството било учење кое што проповедало дека смислот на животот, се согласувам со брат Никола, дека друг смисол на животот не постои од славење на Бога, Творецот. Епикурејците учеле дека смислот на животот се состои во телесните задоволства. Меѓутоа, тоа може да звучи века многу пагански во смисол на задоволување на своите страсти и желби. Оди тоа малку по-префинето го, филозофски го проповедале. Значи, човекот да доживее што повеќе интересни, срекни, пријатни моменти и така натаму. Че не мора да се работи само за ниски страсти. Додека стоицизмот бил малку спротивен, иако и тој бил паганско учење. Еден од попознатите подоцнежни представници на стоицизмот бил писател на филозофски книги, самиот римски цар Маркус Аурелиус од вториот век. Стоицизмот пак проповедал строгост, како да бил поблизок и до јудаизмот, и до христијанството. Борба против страстите, дисциплина на умот, и учел дека кога човекот ќе постигне таква дисциплина, контрола на своите желби и страсти, дури тогаш ќе постигне некоја вистинска среќа и така натаму. Ова само во кратки зборови. И сега апостол Павле, кој што порастал во Тарс, иако бил евреин, тој многу добро ги познавал сите овие филозофски струи, бидејќи бил образован евреин. Не бил како Петар и компанија, рибарите. Или што самите фарисеи велеле, простиот свет, што не го познава законот. Павле, напротив, бил, односно Савле, бил учен евреин, затоа и стигнал далеко. Член на Синедрионот, уште пред својата 30-та година од животот. Ги познавал овие филозофски струи. Можел да влезе во дискусија и во расправа со овие филозофи. Бил дораснат, така да речеме, за такви дискусии. Меѓутоа, како тие реагираат после разговор со него? Вели, едни веле, а што сака да каже овој празнословец? Ве нарекол некој ваква? Празнословец. Со други зборови, што тропаш глупости? Што тропаш глупости? Што зборуваш без врска? А други што велеа? Се чини или изгледа дека проповеда туги божества. Други биле малку по-националистички настроени. Овој евреин проповеда некоја туѓа вера, некоја нова вера. Некој од позиција на гордост, што зборува овој празнословец? А други од позиција на национализам, што ни проповеда овој туги божества, туѓа религија, друга вера? Сте имале вакви реакции, сте се соочиле со вакви реакции, со ова второто многу почесто. И апостол Павле се соочил со тоа. Се соочил, бил на терен традиционално непријателски расположен кон евреите, грците биле такви и се такви, антиеврејски расположени до ден денес.
И сега еден евреин дојде кај нив, што да им проповеда? Да им проповеда дека спасение може да се добие само со вера во еден друг евреин. Идеш на грк да му кажеш, на еден грк кој што ги мрази евреите, така, просечен профил на грк, што ги мрази евреите, да му кажеш, си самиот да бидеш евреин и да отидеш да им кажуваш на грциве дека спасение и живот вечен постои ако веруваат во еден друг евреин кој што бил распнат на крст. Каков прием може да очекувате од една ваква порака? Кај некои кои што се традиционално непријателски расположени кон евреите и еврејството. Се разбира лош прием. Но апостол Павле ќе заклучи дека токму така требал да постапи. Токму тоа требаше да им се каже. Отворено. Без страф, без срам и перде. Право во очи, голата вистина, без влакна на јазикот. Се разбира, учтиво, меѓутоа без влакна на јазикот. Така ќе постапи во Коринт, кој ќе ја научи лекцијата што Господ му ја дал во Атина. Но во Атина апостол Павле сакал да им се додвори на атињаните. Сакал да им посведочи на што е можно по-пријатен начин. Да постапи и тој малку филозофски. Да постапи, како што би рекле ние денес, малку тактично. Како што адвентистите сакаат да постапуваат тактично. Па ќе правиме евангелизација, па ќе речеме дека ги организира дописна библиска школа или некое граѓанско здружение. И тоа изгледа нормално логично, тоа е тактички, нели? Меѓутоа Светиот Дух не работи според логиката на човечките тактики. Колку и тие нам да ни изгледаат логично, бидејќи се наши човечки размислувања. Светиот Дух работи поинаку. Затоа апостол Павле ќе доживее голем успех на своето мисионство во Коринт, затоа што таму не знаел ништо друго, иако знаел многу, бил учен човек. Но пред коринтјаните не знаел ништо друго, како што само ја вели, освен за една тема, а тоа е Христос распнатиот. Но во Атина постапил поинаку. Како постапил? Много интересно. Значи, коментарот на вторите беше, се чини дека и проповеда туги божества, зашто им благовестеше за Исус и за воскресението. Сепак зборувал за Христа, не зборувал за нешто друго. Зборувал за воскресението. Им зборуваше за Христа, им зборуваше за воскресението, но малку изгледа соблазната за крстот не била присутна. Што им напише на коринтјаните подоцна? Христос распратиот за евреите, за јудејците беше што? Таа тема, Христос распратиот. За јудејците соблазна. А за елините што? Лудост. Будалаштина. За паганите било чудно, како тоа вие верувате во некој? Како може да ви биде Бог некој што бил распнат? Некој што бил убиен? Некој што изел кјотек? Што го камшикува? Тоа е случај на губитник, тоа е лузер. Тоа е некој што не успеал. Како може тој да ви биде Бог? Половично е Александр Македонски да ни биде Бог, бидејќи тој го освои светот. Или било кој успешен човек во овој свет. За грците тоа било лудост.
крстот било лудост. За евреите пак соблазна. Одвратна тема. Тврда беседа. Непријатно. Нешто непријатно за слушање. И го зедоата го одведоа на Ареопаг, или на Марсовото, на Марсовиот рит. Арео значи од Арес, богот Марс. Богот на војната, значи на војната, силата. Велејки, ќе можеме ли да знаеме какво е тоа учење што го проповедаш? Знаете, кои што сте биле таму, тоа е и ден денес една карпа малку пониско од Акропол, каде што апостол Павле бил поставен сега да го изложи, му дале шанса демократски, тина била демократска. Му дале шанса и на овој презрениот евреин да го изложи своето учење. Ајде видиме, кажи, изјасни се. Кажи каква порака имаш, какво учење проповедаш. Бидејќи нешто непознато внесуваш во ушите наши, вели 20 стих, затоа сакаме да знаеме што е тоа. Многу интересно. А пак сите атињани, како и тугинците кои живееја кај нив, во ништо друго, внимавајте. Внимавајте во еден стих како доктор Лука ги опишува тогашните атињани. А пак сите атињани, како и тугинците кои живееја кај нив, во ништо друго не сакаат да го поминуваат времето, освен во тоа да зборуваат или да слушаат за нешто ново. Ова не знаете нешто ми личи. Преведено со јазикот на 21. век. Јас и Борче познаваме некои верници кои што цел ден од сабајле до вечер го поминуваат пред компјутер и знаете што прават? На неколку групи и форуми истовремено расправаат, дебатираат теолошки расправи, во последно време најчесто околу тројството, околу Светиот Дух. Од сабајле до вечер. Каква енергија има тие луѓе тоа да го прават? Цел ден во тоа да ти помине. И не еден ден, секој ден понатаму. Страшно нешто. Кај атињаните барем тоа било по-здраво. Без екрани. Надвор на чист воздух, незагаден од денешниот индустријски отпад. Да. И јас би сакал за денес само да ги прочитаме 22 и 23 стих и тука ќе застанеме, па ако даде Господ ќе продолжиме, може би за света вечер. Воколку бидеме почестени со гостинот од Романија следните две саботи. На кој начин пробал Павле тактички да им се додвори на атињаните? Тогаш Павле застана сред Ареопагот и рече: луѓе атињани, посе гледам дека сте побожни. Че гледате малку додворување. Бидејќи градот им бил полн со идоли, сака да им каже: побожни сте. Имате многу богови, значи побожни сте. Сепак тоа бил еден непотребен компромис, што Светиот Дух не го ценел. Многу ваквиот пристап. Зашто кога минував и ги разгледував светилиштата ваши, сега е нешто многу интересно. Атињаните биле толку побожни, инаку во оригиналот се употребува израз што
што буквално значи суеверни. Атењаните биле толку суеверни, што не само што имале еден куп идоли, богови и божици, туку од суеверен страв да не случајно навредат и некој друг бог или божица за кој што не знаат дека постои, посветиле и еден жртвеник во нивниот град, ставиле на него надпис на непознатиот Бог. Колку интересно. Како што постои денес споменик за непознатиот јунак. Атењаните имале споменик, жртвеник на непознатиот Бог. Посветен на непознатиот Бог. Да не случајно се навреди некој Бог што не го знаеме дека постои. Може би некоја планета што не се гледа со голо око. Тогаш само до Сатурн се гледале со голо око. Понатаму Уран, Нептун и Плутон биле невидливи. Сега па Плутон не е више планета. Од 2005 година навака. Сега има само 8 планети, последние 13 години. Пред тоа беа 9. Таква е човечката наука. Се менува. На непознатиот Бог, и колку убаво си рекол Павле, еве јас ке ви прозборам за тој Бог. Постои еден Бог што навистина не го познавате. Меѓутоа Павле вели, за него пак кого вие не го знаете, а кого го почитувате, за него јас ви проповедам. Како тоа атењаните го почитувале вистинскиот Бог. Се разбира, не го почитувале. Меѓутоа, затоа што имале таков жртвеник со надпис на непознатиот Бог, Павле тоа сакал да го искористи и многу тактички звучи, добра шанса, прилика, да им прозбори за тој непознат Бог. И ќе видим понатаму дека проповета зборува за многу вистинити, работи, но дури на крајот ќе го спомене воскресението од мртвите, ќе го спомене судот, но што фали во целата таа проповед? Фали крстот. Добро им се додворил со непознатиот Бог, но па се плашал да го спомене крстот, кој што за нив, за овие горди филозофии, бил будалаштина, лудост. Ке испаднал будала пред нив, ако така зборува. Но Светиот Дух токму тоа го сака. Светиот Дух сака да ја кажеме вистината. Без да се плашиме дали тоа некому ќе му се допадне или не. Бидејќи само таа вистина која што ја содржи соблазната на крстот, таа вистина која што е предизвик за луѓето, која што може да биде, да не биде мила, непријатна, да биде непријатна за луѓето. Таа вистина е вистина. Голата вистина. Може би забележавте, денови на интернет се ширеше една приказна за вистината и лагата. Како се бањале. Вака беше приказната. Наводно е една приказна што потекнува од 19. век. Си биле две жени, значи едната била вистината, другата била лагата. И еден ден лагата и рекла на вистината колку е прекрасен денов, пријатно време.
ајде да појдеме заедно да се прошетаме малку надвор на природа. Вистината погледнала кон небото и на вистина времето било пријатно. Лагата кажала вистина. Времето е пријатно, топло, сонце, таман за прошетка. Се прошетали и стигнале до едно мало езеро или река, што било. И лагата и вели на вистината: види колко е топла водата во ова езеро, ајде да влеземе внатре и да се избањеме. Вистината, не верувајќи на лагата, однапред што се зборува, ја проверува водата и на вистина водата топла. Лагата повторно е кажала вистината. И влегле да се избањаат. Се соблекле, влегле голи во езерото и се бањале, облеките им биле надвор на брегот. Што се случило потоа? Не сте прочитали до сега? Никој? Не? Лагата ја искористила приликата, кога и вистината била заедно со неја во езерото, и излегла прва надвор, се облекла во облеката на вистината и избегала. Вистината, бидејќи е вистина, не сакала да ја облече облеката на лагата и предложила да се враќа дома гола, шетајки гола. И приказата завршува вака: од тогаш луѓето многу повеќе и веруваат на лагата, бидејќи е облечена со облеката на вистината. А во вистината повеќето луѓе не сакаат да гледаат, бидејќи е гола. Луѓето не ја сакаат голата вистина. Така завршува приказната. Но на вистина, наравучението е исто како и она што Библијата го кажува. Вистината не е вистина ако на сите им се допаѓа. Вистината не е вистина ако не содржи соблазна, предизвик, провокација за човечките срца, на еден или на друг начин. Вистината не е вистина ако не ги скрши грешните срца, за да ги препороди, да станат нови, препородени срца. И како што вели една друга поговорка, смешна е желбата да им се допаѓаш на сите. Смешна и глупава желба. Браќи и сестри, сите ние сме ја прифатиле вистината и може би допрва треба да прифатиме нови вистини, кои што ќе ги запознаеме. Иако барем во нешто, вистината не ни одговарала. Напротив, барем во нешто сме требале ние да се откажеме од тоа, за да ја прифатиме вистината. Значи, без жртва нема спасение. Без крст нема воскресение. Нека му е фала и слава на Господа.